Така, се враќаме повторно во студиото, минути предвидени за третиот разговор. Со мене во студиото е професор доктор Владимир Рендевски, неврохирург. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Професоре, имаме интересен разговор од првиот аспект што заедно со тимот неврохирузи и невролози пред 6 години започнавте една нова оперативна процедура во нашата земја, имплантација на вагус нерв стимулатор. Добивте и награда во Пула, честитки за наградата. Верувам дека оваа престижна награда е мотивација повеќе на полето на кое што работите. Меѓутоа, еве, на самиот почеток, кое е значењето на оваа награда што ја добивте на 64-тиот меѓународен конгрес за развој на науката во регионот, секако и за вас лично, меѓутоа и за тимот и за нашата земја. Благодарам за најавата и за честа што ми ја дадовте да гостувам во вашето студио. Особено ми се драги од секогаш тимските награди, искрено повеќе од личните, бидејќи секогаш кога се работи било која работа тимски, навистина е многу важна соработката, почитувањето помеѓу сите членови на тимот. Овој Меѓународен Европски конгрес Mind and Brain е еден од најстариите конгреси во овој регион, 64-ти поред. Представува спој помеѓу невролошките и психијатриските научни дисциплини и секоја година се одржува традиционално во Пула, уште од времето на поранешна Југославија, инаку е во организација на Сдруженијето за мозочен удар на Централна и Југоисточна Европа и одделот за медицински науки при Хрватската академија за науки и уметности, а покровители се Европската и Светската федерација по неврологија. Конгресот е конципиран во два делови. Во едниот дел има пленарни предавања во кои што научници, експерти, медицински лица од невролошките науки ги презентираат нивните понови резултати и видувања од нашите области, додека другиот дел е надпреварувачки, каде што посебна комисија од експерти ги оценува достигнувањата што ги прикажуваме, така што навистина оваа втора награда ни представуваше една така убава сатисфакција и често, да кажам, нашата 6-годишна работа на ова поле беше призната на некој начин од научната експертската јавност во Европа. Јас ќе ги замолам само колегите, мислам дека се подготвени и инсерти, доколку ги има, додека нели тече разговорот, ќе ни објасните секако и за наградата, меѓутоа сакам да го споменеме и тимот со кој што работевте. Рековте, тимската работа е секогаш многу значајна, особено кога цел тим на професионалци работи на вакви сензитивни работи од областа на медицината. Тимот сме 10-11 луѓе, значи колеги од мојата универзитетска клиника за неврохирургија. Тука се ќе ги спомнам колегите Камиловски, Шунтов, професорот Филипче, со кој што ги започнавме првите операции, колегата Жупановски, сега да не испуштам некој од тимот невролози, тука ги водат нивниот дел од работата професор Емилија Цветковска, доктор Бојан Бошковски, така што повеќе луѓе сме вклучени. Особено темата е мултидисциплинарна од тој аспект што предмет на работа во оваа наша научна студија се пациентите со тешка форма на епилепсија. Тие, односно, пациенти кај кои што многу слабо реагираат на антиепилептичната терапија. И кај тие пациенти кои што се третираат редовно од нашите колеги специјалисти невролози, практично од нив се прави таа селекција кои пациенти треба да бидат кандидати за оваа оперативна процедура, каде што ние неврохирурзите го поставуваме, го имплантираме тој вагус нерв стимулатор. Што практично, професоре, представува тој вагус нерв стимулатор? Применете и нешто повеќе околу самата клиничка студија? Самата оперативна процедура представува самиот вагус нерв стимулатор е еден вид на генератор на електрични импулси, кој што преку се вградува во овој дел тука, значи подклучната коска, и се спроведува со една електрода
до вратната регија, каде што со посебни спирали се омотува околу левиот нервус вагус. И на тој начин, испраќај ги електрични импулси генераторот, понатамо низ самиот нервус вагус, по нагорна линија, тие импулси се движат низ мозочното стебло и се расшируваат по кората на мозокот, чија што крајна цел е да ги намали епилептичните напади, да ја намали, односно, нивната фреквенција, зачестеност, бидејќи се работи за многу тешки пациенти, кои што, како што кажав, многу слабо реагираат. Тоа е најтешката група на пациенти, за жал, со епилепсија, кои што многу слабо реагираат соодветните медикаментозни третмани. Имаме пациенти што, за жал, имаат и повеќе од 40 напади во месецу, значи дури по 1 до 2 напади дневно. Така што оваа метода е пред повеќе години започната, меѓутоа во Македонија ја започнавме негде 2019 година. Во самата студија која што ја презентиравме во Конгресот во Пула, опфативме група од 21 пациент, кај кој што е вграден овој вагус нерв стимулатор, и во период на следење од 1 и 2 години го следевме намалувањето на фреквенцијата на епилептичните напади. Практично го следевме успехот, односно ефикасноста на оваа метода, а самата, би рекол, повеќе научна вредност на студијата што ја презентиравме се состои во тоа што со одредени по-напредни, софистицирани статистички методи и модели докажавме дека успешноста од оваа терапија не е иста кај сите типови на пациенти со епилептични напади. Односно, пациентите што имаат парцијален тип на епилептични напади имаат многу поголема успешност во нивното намалување на фреквенцијата во однос на пациентите кои што имаат генерализирани тоничко-клонички напади, она што ја нарекуваат во народот падавица, класична епилепсија што се јавува со губење на свест, со тресење. Кај тие пациенти има одредено намалување во фреквенцијата, меѓутоа не е така ефикасно како кај пациентите што имаат само одредени парцијални напади. Бидејќи порано, предходните, би кажал, повеќе од 10 години, оваа метода се препорачуваше кај сите типови на епилепсија. Меѓутоа, последниве година-две, веќе по новите клинички студии докажуваат, прават дистинкција, разлика во успешноста на методата. Не значи дека и кај овие вторите нема успех, меѓутоа драстично има разлика во ефикасноста. И тоа во нашата студија го докажавме кога сите пациенти првично ги анализиравме со еден статистички тест, се нарекува Вилкоксон тест на ранкови, на подредени ранкови, кога се третира целата група на пациенти, излегува резултатот дека успешноста е многу поголема. Меѓутоа, кога пациентите ги подредивме според нивниот тип на епилептичните напади, излегува тоа што го кажав претходно, пациентите со парцијални напади имаат многу поголема успешност. Ова е истото е пред неколку месеци и потврдено од Асоциацијата на невролози на познатата Мејо клиника од Соединетите Американски држави, каде што исто во нивните препораки кажуваат дека ВНС-от е прва линија во третманот кај пациенти со парцијални епинапади, меѓутоа може да се користи и кај другите типови каде што за жал нема ефикасност. Така што ова наша работа беше навистина убаво прифатена од европските експерти и со таа цел беше наградена студијата. Дали има возраста, професоре, за овој третман влијание? Оваа метода се препорачува кај возрастни пациенти. Не се препорачува кај деца, со оглед на тоа што се смета дека во детската возраст се уште не се исцрпени сите конзервативни терапевтски методи во смисла на антиепилептичната терапија. Односно, кај пациенти веќе што се над 18-20 години е препорачливо веќе да се започне со ВНС ако не делува терапијата. Дотогаш се уште се дава шанса да се проба со современата плејада на антиепилептични лекови.
Ќе ни кажете и нешто повеќе околу другите истражувања од областа на хеморагичниот мозочен удар? Поконкретно имате многу истражувања за кои што имате добиено и доста престижни награди кога се работи или на полето на оваа работа, особено ке мозочните удари. Мозочните удари како група мултидисциплинарна сме ги започнале многу поодамна, негде пред 13 години, 2013 мислам започнавме. Идејата ни беше, ги истражувавме така наречените биомаркери. Тоа се одредени молекули кои што кај пациентите со хеморагичен мозочен удар се излачуваат во крвта веднаш по настанувањето на мозочниот удар и практично нивната концентрација е многу повисока од нормалната вредност во првите 24 часа. И врз основа на тие молекули, нивното мерење, плазматска концентрација, со помош на одредени статистички модели, направивме во првиот дел од студијата математичка формула со која што се предвидува создавањето волуменот на отокот на едемот, кој што се јавува секогаш после мозочниот удар и е со најголем пик негде околу 4-5 ден, што доведува до дополнително клиничко влошување. Во овај дел беа земени во предвид тумор некрозниот фактор алфа и глутаматот и врз основа на нивните концентрации изработивме формула за предвидување на волуменот на едемот негде со 77-8% сензитивност. А со овој дел од студијата резултатите ги представивме најпрво во некои меѓународни наши научни списанија со фактор на влијание, што навистина беа признати од нашите колеги, а потоа во 2019 година на овој истиот конгрес Mind and Brain добивме втора награда за тие истражувања и исто на неврохирушкиот самит во Крагуевац на неврохирузи на Србија и Југоисточна Европа добивме признание за најдобар научен труд. Па потоа продолживме да ги работиме истражувањата во кои што зедовме од едни други молекули во предвид, тоа беа интерлеукин 6 и 10 и фактори на оксидативен стрес, врз чија вредност и концентрација направивме формула за предвидување на клиничкиот исход кај овие пациенти со мозочен удар. Таа беше уште посензитивна метода, негде над 85-6%, и 2023 година на овој меѓународен конгрес Mind бевме победници на истиот, така што на некој начин беше сатисфакција за цел наш тим дека навистина сме на добар пат во на што го работевме изминатите години. Така, како настанува еве мозочниот удар, кои се ризик факторите и повторно ќе речам на која возраст можеби е најзастапен? Конкретно хеморагичниот мозочен удар, оној што ние го работевме, тоа е еден дел од мозочните удари или така наречен излив во мозокот, популарно кај народот. Најчест ризик фактор е хипертензијата, нерегулираната хипертензија, нерегулиран артериски притисок, што се јавува негде во преку 80% од пациентите со мозочен удар, а по новите клинички студии се повеќе го истакнуваат и неадекватното користење на антикоагулантната терапија. Така што се смета дека доколку со овој тренд продолжи неадекватното користење на антикоагуланси, бидејќи голем дел од пациентите реално ги земаат на своја рака или пак не одат на редовна контрола после препишаната терапија, се смета дека до 2050 година инциденцата дури може двојно да се зголеми. Некаде во Македонија ние сме во една сега во групата на земји со повисока стапка на новозаболени. Светскиот просек е некаде 25 на 100.000 новозаболени годишно, Македонија некаде сега 40 до 45. Има и повисоки од нас, меѓутоа сепак сме над тој светски просек. Значи некаде имаме 800 до 900 ново настанати хеморагични мозочни удари во текот на годината, што не е мала бројка, е реално бројка која што треба навистина да ја алармираме како здравствени работници. Пред се кажувам, најважен е здравиот начин на живот, адекватна исхрана, физичка активност, со крајна цел да имаме што помалку пациенти со
нерегулирана артериска Која хипертензија. возрастна група е, докторе, најзагрозена, ако може така? Во оваа група на заболување, според нашите анализи и истражување, најзагрозени се пациентите од 6-та и 7-та декада. Значи негде 50, 60, 70 години, тука негде. Околу после 60-та до 70-та веќе најголемиот пик е тука. На што е конкретно се однесуваат вашите истражувања на ова поле кога говориме за овој тип на мозочен удар, хеморагичниот мозочен удар? Тоа спомна во хеморагичниот мозочен удар го предвидувавме врз основа на овие биолошки, биохемиски молекули текот на болеста. Значи пациентите кои што предвидуваме дека би развиле поголем оток на мозокот и секако не само врз база на тоа и врз база на клиничката слика, врз база на компјутеризираната томографија што се прави за да се оцени самата анатомска локализација, големината на хематомот, врз основа на тоа проценуваме еден клинички тек дали пациентот повеќе би се третирал конзервативно или треба да се спроведе неврохирушка оперативна интервенција. Кои се практично, докторе, принципите за да се создаде една добра и применлива клиничка студија или научен труд? За да се создаде добра клиничка студија, основно е, прво треба да имаме јасна цел, бидејќи не мора секогаш она што го замислуваме да испадне така. Второ, треба многу јасно да се дефинираат критериумите за вклучување на пациентите во клиничката студија, тие така наречени инклузиони критериуми, односно пациенти кои што ги исполнуваат тие инклузиони критериуми, меѓутоа многу кај нив треба добро да се истражи дали има и други болести или патолошки нарушувања што може да влијаат врз резултатите. Така што еве конкретно во нашата студија пациентите што беа вклучени со мозочен удар по разни други основи кои што имаат други придружни заболувања, истите беа исклучени. Например, сега пациенти што се со некоја тешка бубрежна инсуфициенција, со респираторни потешкоти, со тешки кардиомиопати, тие беа исклучени од студијата. Гледавме, значи, да се истражат само оние варијабли што точно ги следиме. Затоа викам, добро треба да се дизајнира влезот на пациенти, критериумите по кои што ќе влезат и особено е важно да се направи релевантен статистички примерок. Обично, колку е поголем статистичкиот примерок, толку се поверодостојни и резултатите. И секако да се одберат адекватни статистички анализи, кои што за тој статистички примерок треба да ни го прикажат она на што се стремиме да го докажеме. Така. Докторе, би сакала да го искористам вашето гостување и околу една актуелна тема, бидејќи не очекува период на повисоки температури. И сега топлото време и мозочните удари може би се врска што не би требало и да се игнорира, имајќи ги во предвид дека како директно некои топлотни бранови или повисоки температури би можеле да влијаат на здравието на граѓаните. Колку се потенцијална опасност токму тие високи температури за мозочен удар? Во секој случај и нагли климатски промени влијаат на тие, да кажам, ризик фактори, бидејќи со самите климатски промени, со температурите особено излез нагло од климатизирани простории на топло, настануваат различни промени во крвните садови, така што дополнително влијае за ризик за појава на мозочниот удар, така што граѓаните, особено сега во летниве периоди, да бидат внимателни и да се пијат што повеќе течности. Да им препорачаме, може ли некои сигнали кои што можат да им наговестат дека може да се случи некоја несакана состојба? Постојат ли такви првични сигнали кои што можат да упатат дека би се случил мозочен удар? За жал, мозочните удари настануваат многу нагло, меѓутоа од друга страна може да се спречи создавањето на оштетувањето на тие крвни садови, односно да се зачува нивниот еластицитет. Најважно е навремено да биде регулирана артериската тензија. Особено тука и пациенти кои што имаат симптоми на почести главоболки, треба да направат консултативен преглед со колегите специјалисти, невролози или со нас неврохирузите, евентуално кога би процениле одреден ризик да се упатат на компјутерска томографија,
Значи, главоболките и нерегулираниот притисок, треба особено пациентите и граѓаните да внимаваат на тие две работи, доколку ги имат адекватно да се менаџираат од нивните матични лекари, од специјалисти, за да не настане мозочен удар. Така, и секако да ги консултираат стручните лица доколку забележат вакви симптоми, бидејќи секоја навремена реакција дава поголема можност потоа да се реагира. Така е, за жал многу, особено хеморагичните мозочни удари, за жал имаат висока стапка на смртност, некаде до преку 30%, а над 70% оставаат и траен инвалидитет. Особено се сериозен патолошки ентитет на кој што треба сите да се стремиме што помалку да постои. Ви благодарам многу, уште еднаш честитки за наградата. Верувам дека таа ќе биде само една во низата и од овие што досега сте ги добили и што ве очекуваат во иднина. Ви благодарам за честа. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. За кратко секако ќе следуваат вестите, а вие останете на нашата програма од мене. Имајте пријатен ден.